Добар ден, ученици! Денеска ќе се задржиме на тематската содржина степен со основа негативен број и показател цел број. Броевите -1, -2, -3, -4 и така натаму се познати како негативни цели броеви, кое што го знаеме и од порано, тоа се всушност противните броеви на природните броеви. Денеска наша цел ќе биде да разгледаме степени на некој негативен број, кои што за показател овде ќе имаат некој од природните броеви. Значи, основата ќе биде секогаш негативен број, показателите ќе се менуваат, па да разгледаме што ќе се случува. -2 на втора, тоа е -2 по -2, значи тоа ни е познато, дека тоа ни е +4 или само 4. Да го разгледаме сега степенот на бројот -2 на трета. -2 на трета, тоа ни е -2 по -2 по -2, но -2 по -2 од претходно гледаме дека ни дава 4, па сега тоа 4 ќе го помножиме уште со преостенатата -2 и така ќе добиеме резултат -8. Да разгледаме сега -2 на четврта. -2 на четврта е кога множителот -2 ќе се појави 4 пати, но првите 3 минус двојки ни даваа -2 на трета. Тоа го гледаме значи од претходниот пример, дека -2 на трета ни беше -8. И ако тука замениме со -8 и да го помножиме со оваа преостенатата -2, како решение ќе добиеме 16 или плюс 16. -2 на пета. Тоа е кога бројот -2 ќе се појави 5 пати како множител, но ние претходно имавме 4 пати -2 ни се јавуваше како множител, па затоа ќе го искористиме ова, па овие 4 -2 што се множат од претходниот пример, ќе ги замениме со вредноста 16 и ќе помножиме уште еднаш по оваа преостенатата -2. И така ќе добиеме -32. Што може да забележиме? Во сите случаи основата беше бројот -2. Во првиот случај, кога имавме показател 2, и во третиот случај, кога показателот ни беше 4, добивавме позитивни вредности. Во вториот случај и во четвртиот случај, кога показателот беше 3 и овде 5, тогаш добиваме вредности -8 и -32, значи добиваме негативни вредности. Според тоа може да заклучиме дека ако основата на степенот е негативен број, а показателот е парен број, вредноста на степенот е позитивен број. Но ако основата е негативен број, а показателот не е парен број, тогаш вредноста на степенот е негативен број. Па да разгледаме уште неколку примерчиња. Нас не интересира конкретно во случајот дали ќе добиеме позитивна или негативна вредност на степените во следниве примери. Ако бројот -2 е на 7 степен, во првиот пример, бидејќи седмицата е непарен број, тогаш веднаш можеме да одговориме дека вредноста на степенот ќе биде негативен број. Во вториот случај, повторно основа е негативен број, но показателот е парен број. Па сега во овој случај како резултат би требало да добиеме позитивна вредност, односно позитивен број. Во третиот случај повторно имаме показател непарен број, па затоа вредноста на степенот ќе биде негативен број, и во последниот случај показателот е парен број, затоа вредноста на степенот ќе биде позитивен број. Се надевам дека не ви беше тешка содржината. Ви благодарам за вашето внимание.